Православните верници денес го славеа светиот маченик Трифун, заштитник на лозарите. Свети Трифун живеел во 3 век и како млад чувал гуски, бил гускар. Но по Божја промисла имал благодат да лекува луѓе, да истерува нечисти духове, а исто така да лекува и животни. Заради тоа нашите земјоделци лозари го зеле за свој заштитник. Почита кон светецот верниците најнапред ја покажаа во црква. Убав ден е за среќа, за радост, за берекет. Убави дени ще има и тоа треба така да биде. Дека се трупа денеска да се трупа работа, да. Но освен со црквата, прославата на Свети Трифун се поврзува и со лозијата. За родот да биде благословен, закројувањето мора да почне денес. Господи Боже, нека дај до годин и оваа година многу берекет и здравие, слога и мир у куќа и у држава, да се смират страстите на нашите политичари, да почнеме напред да одеме, не да се караме. Иако сечењето на лозовите прачки изгледа лесно, тоа во себе крие голема умешност. Сега осечиме, мора да оставиме една за до годин, таа е кратката за до годин, а оваа се пушта сега, народ се пушта за оваа година. На 5-6 пупки. Зависи на колку сакаш, ама на 5-6 мора да биде, за да има род. Годинава лозарите се со посебна молитва кон светецот заштитник, зашто лани родот не беше на нивна страна, па многумина останаа со голи прачки. Лани ми подбаци нешто малку што имаше таа пламењача болест, ако нешто не можеше да се униште, затоа што немааме ефикасни средства нешто. Дали се неконтролирани тие средства кои што ни ги дават по овие аптеките земјоделски. Инаку на ниво на држава лозовите насади се застапени на 20.000 хектари со 80.000 пенушки. Годишните приноси лани биле 55.000 тони, од кои се добиени 28 милиони литри вино. Од извоз на наливно и флаширано вино, девизниот прилив лани бил 49,8 милиони евра. Статистички секој од нас годишно пие по 2 литри вино и 1 литро ракија, но количините се индивидуални. Секој колку сака и колку може.